Замислете, секој од вас веројатно поминал еден ден на клиника за нешто што му требало, за нешто што бил болен. И сега замислете, пациентите со ретки болести поминуваат многу такви денови на клиника, одат од еднаш до два пати месечно сигурно на клинички центар со цел дали да направат контролен тест, дали да добијат терапија, дали да се консултираат со доктор. Ние одамна бараме да се направи едно разграничување и да се стават ретките болести во една посебна категорија, затоа што се доживотни и нема бегање од тоа, нема потреба од комисии да ги гледаат секоја година, затоа што таа болест нема да си оди, може да се влоши, но да се подобри е многу тешко, пошто со една ретка болест никогаш не ви треба само еден доктор, најчесто ви требаат неколку доктори од различни специјалности за да може соодветно да бидете третирани и да може да подобиете квалитетот на животот што ви е потребен. Не е лесно ни во образование, ни во на работа, ни во приватен живот. Значи, секогаш има препреки, но јас морам да кажам дека пациентите и семејствата со ретки болести се многу храбри, се многу упорни и навистина наоѓаат начин да ги преминат сите пречки како знаат и умеат најдобро. Ни помага тоа што сме поврзани, без тоа заедништво ќе ни биде многу тешко. Кога си сам е страшно, депресивно, анксиозно, но кога ќе видиш дека не си сам, дека има и други, тоа животот станува малку полесен и малку поедноставен, има кој да ти подаде рака и да ти кажа окей, ќе го поминеме и ова, не е лесно, ама ќе го поминеме и тоа. Како доаѓаат работите, така ги поминуваме. Не можеме да гледаме премногу напред во иднината, мора да ги поминуваме ден по ден. Буквално за да полесно се соочиме со сите тие предизвици кои не доаѓаат на кај нас. Сеќавам дека имавме еден доктор, тој беше директорот на детска клиника, кој дојде и кој зборуваше за ретките болести и имавме кратка пресконференција на која прв пат јавно кажав дека сум пациент со болест на Гоше, пошто претходно и мене не ми беше лесно тоа да го кажам, но сватив дека некој мора да се бори, дека некој мора да ја отвори оваа врата и да не ја затвори се додека не се решат сите проблеми, да се турка напред со упорност, па и со тврдоглавост, доколку е потребно. Тоа испраќаме пораката дека некогаш е потребно само мало внимание, да се покаже некој дека се грижи, за да некој се почувствува подобро и со се поголема поддршка можеме повеќе работи да промениме, да добиеме повеќе слух кај институциите. Тоа е тој начин на кој успеваме. Пораката е дека мора да бидеме упорни, мора да бидеме тврдоглави и мора да ги бараме нашите права, доколку на некој му е тешко, а не го кажува тоа, нема никој да знае како да му помогне. Значи мора да кажа што ти е проблемот и како може да се реши тој проблем.